маратон Мину Убриновска, кој оваа година го нарековме Дионисови чествувања. Театарот е во организација на Културниот центар Скрб и утеха во Скопје, кој еве веќе 11 години постои и работи и дава голем принос во севкупната македонска култура. Како и секоја година, така и оваа година, театарскиот маратон или Дионисовите чествувања ги одржуваме 2 дена. Тоа е денес и утре. Денес, веројатно, сите веќе прочитавте, че имате можност да проследите делови од Хамлет, односно монолози кои ги говори Тихомир Стојановски. Потоа следува беседа на Ангелина Маркус од култ до театарот во Македонија и промоција на книгата Не постојат тајни од Питер Брук. Би сакал да кажам дека оваа книга за прв пат во Македонија е објавена, односно преведена и објавена, и е една многу значајна книга потребна токму за театарските работници. Понатаму во 21 часот следува беседа на доктор Душко Алексовски, кој ќе говори за картпестата уметност во Македонија. И на крајот, во 21:30 часот, повторно ќе се сретнеме со една друга промоција на книгата Земјето прадомовина на европјаните од доктор Ристо Ивановски. Се надевам дека оваа содржина ќе го привлече вашето внимание и верувам дека одавде ќе понесете добри спомени. Благодарам и се да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо да окопни, па да се претвори во роса. Или да немаше бар закон вечниот против самоубиството. Боже, Боже, околку заморни, блантави, плитки и безкорисни изгледаат сите нешта на овој свет. Плуи врз него, ах, плуи, неплевена градина е тој до семето обрасната во бурјан буен густ. Зар дотаму да дојде, мртов пред 2 месеци, ни 2 дури, не 2, крал толку одличен кој беше Аполон за овој сапир, со љубов толку полн кон мајка ми, што ни ветер небесе не би пуштил да го груби лицето. О небо, о земјо, зар морам да се сеќавам? Па таа беше срасната за него и хранејки се од него нејзината глад везден растеше, па сепак не мина ни месец. Ах, да не мислам на тоа. О, слабост, ти се викаш жена. И еден месец пред солта од солзите на нечесни да престане да ги пече подоените очи се омажи. Со таква лоша брзина и спретност да скокне во постела родоскверна. Не, тоа не може да испадне на добро. Но пукни срце, јас морам да си го држам јазикот. Бранете ме, ангели и Божи слуги. Дух здрав ли ти си или демон зол? Но макар носел звуци небесни и ладски смрад со лоши промисли или милостиви, ти доаѓаш во облик што ко да бара да те прашам нешто. Ти се обрнувам како на татко, крал и круна данска, проговори ми, не давај ми да умрам од незнаење, зошто миросаните ти мошти твои ја скинале погребната покривка? Зошто саркофагот
во кој мирно положен те видовме, ги скинал тешките од мрамор билици за да те испарни пак надвор. Што ти значи ова? Што? Иако труп во челик сиот пак излегуваш на месечинава, правејќи ја ти ноќта страутна, а нам, шутраците на Бога, толку грозно ни ја земаш свеста со мисли што се вон досегот на нашите души. Кажи, што е ова? Зошто? Што да правиме? О, војско ангелска, о, земјо и кој друг да викнам ми од пеколот, гадост, гадост, држи се о срце, а вие жили не старајте, туку исправете ме, да те помнам ли, да утри духу, седур памет има во овој сматен череп, да те помнам ли, па јас од таблата на сеќавањето со еден замав ќе ги избришам сите бритки глупости, сите книшки изреки, сите поими, сите минати впечатоци што таму искуството и младоста ги впишале и само твојата заповед ќе живее во томот и книгата на мојот мозок, не смесани што нешта пониски да, жими небото. О, жено погубна, злосторник со насмев, проклет злосторник, таблиците, треба да запишам дека човек може да се смешка и смее и пак да биде злосторник, бар сигурно во Данска. Данска е затвор, Данска е темница, Данска е Данска, има нешто труло во данското дугло. Да, така чичко, еве си, а сега зборот прав, збогум, помни ме, се заколнав на тоа и така нека биде. Добре дојдовте, мајстори, добре дојде на сите. Драго ми е што те гледам добар. О, стар другар, лицето ти обраснало откако не сум те видел. Зар доаѓаш да ми пуштиш и мене, брада, во Данска? Што? Мојата млада дама и господја. Жими вас, вашето господство му се приближило на небото за една штикла, откако ја видов последниот пат. Дај Боже гласот да не ви прсне како скршена жолтица, што повеќе не врви. Господа, добре дојде на сите. Туку како француските соколари што летаат на се живо, дајте веднаш да чуеме некој монолог. Ајде одрецитирај ми нешто бурманско, дај ми некој страстен монолог. Еднаш те чув како нешто декламираш, но тоа не се играше или ако беше поставено немаше повеќе од една представа. Затоа се сеќавам, пиесата немаше баш милионска публика, беше како кавијар за простата маса. Но сепак, како што ја примив јас, а и другите, чиј суд го надминува мојот, тоа беше одлична драма, со добро распоредени сцени, напишана со исто толку мерка како и умешност. Се сеќавам, некој рече дека во стиховите немало многу мируди за да замирисаат повкусно, ниту блескави реплики што би можеле да го обвинат авторот за претерување, туку делото тој го нарече честно и чисто, колку силно, толку и благо, и многу подиректно одошто вешто. А еден монолог посебно ми се допадна, расказот на Енеј пред Гидона, особено таму некаде кога тој зборуваше за убиството на Пријам. Ако ти е уште живо во сеќавањето, почни со овој стих. Свирепиот тир, ко хиркански цвер, чие оружје, ко крвта негова прилегаше на ноќ. Во конјот злокобен кога се скри го скашка тоа црнило, тој сега со потемни знаменија, од глава до петици, салсиот измачкан од крвта, што од мајки, татковци, синови и керки се засири и стести на улиците во тирански проклет сјај, што го водат кон колежот на кралот. А сега продолжи ти. Сега сум сам. О, каков подбец и низок роб сум јас. Чудовишно зар не е што тој актер овде, во една драма, во еден сон од страст, се натера себе во фантазија до таа мерка, што ликот му пребледе, му се смати видот, го скрши гласот, и целиот свој лик го сообрази со својата фантазија, и сето тоа само за ништо зарем не, да, за Хекуба. Но што му е нему Хекуба, и што е на Хекуба тој па за неа да плаче? Што би сторил тој да го има мотивот и поводот за страст, што јас го имам?
би ја натопнал сцената со солзи, би им раскинал уши на гледачите со грозен монолог, виновникот би полудел, неукиот би штукнал, невиниот би збудалил и би сразил сосем и уво и око, а јас, малодушен и тап во калтач мамко замаен, не осетив за мојот дол и не велам ни збор ни за кралот некој доби круна, кралица и живот скап со дело проклето, се плашам за кој ме вика подлец, ми скубе брада и в лице ми ја дува ме штипе занос, ме колка со лаги до кушање кој го прави тоа. О, рани Божи, треба се да поднесам, бидејќи гукам како гулав, а немам ни жолчка гнетот да им го сгорчам. Та поправим би ги изгоил сите стрвојави со мршава на роб. Ти крвав, корав, злосторник без совест, ти блуден предавник и гадар од осперен на одмазда. Но какво магаре сум јас? Зар смелост е што јас ко син на татко мил и убиен, на одмазда од небо и од пекол спотнат, ко курва срце зборови да истурам и како ороспија да колнам. Зар ждреве плукам јас на тоа, растреси се ти мозоку, аха, сум чул за кривците на представата седат, а од самата уметност на сцената да бидат толку стресени во душа, што веднаш да ги откријат злоделата. Убиството и да нема јазик ќе прозбори со орган почуден. Ќе им кажам веднаш на актериве пред чичко ми да играат нешто по убиството на мојот татко. Ќе внимавам на неговиот поглед, ќе го пронижам до живец, па само ако се штрекне ќе знам што да правам. Духот што го видов може би е ѓавол, а тој има мој да се преправа во образ допатлив, да. И може би со мојата меланхолија и слабост, а тој ги демне токму тие души, ме мами тој за да ме прополне. Ке имам подсврсти бар причини од ова. Представата ќе биде замка за кралската совест да проголта мамка. Да бидеш или не, прашање е сега. Талку благородно за духот е да издржиш пред траките и стрелите на бесната судбина или оружје да кренеш против море неволи за борба со нив да им ставиш крај, да умреш, да заспиеш и ништо повеќе. Спиејќи да кажеш крај му ставив на срцевовот, на безброј потреси од животот што ова тело ги наследило. Скончило е тоа што усрдно го пожелаш да умреш спиејќи. Може би да сониш. Да, тука е сопката. Зашто во тоа спиење по смртта, со ништата што би можеле да дојдат, штом веќе сме го сметнале од себе смртниот метеж, мора да не сопна. Ете го обзирот за кој што толку беди трпиме. Кој инаку би го поднел камшикот и подбивот на времето, златот угнетувач, навредите на гордите, маките на презрената љубов, бавноста на законот, безочноста на власта, клоците што заслугата ги прима стрпливо од безвредни, сам кога можеш мир да најдеш, сал со гола кама, кој би носел товар со брефтање и пот на тежок живот, да не буни стравот од нештото по смртта, таа земја неоткриена од чие царство не се врати уште ни еден патник. Тоа нас не тера да спремно си ги носиме овие зла, а не да лутаме по други нам непознати. И така свесноста кукавици не прави сите нас. Вродената боја на одлучност побледува од болни брчки мисли, а потватот од устрем највисок за миг се спушта стрмно губејќи висина и паѓа во бездејствие. Но мир, убавата Офелија, о, нимфо, по твоите молитви спомнили ги ти сите гревови. Како сте принесли? Сосем добро. Јас имам дарови што сакам, и јас ништо не сум ги дал. Но мој примисел, дал сте честита, дал сте убава. Дека ако сте честита и убава, вашата честност не би требало да си дозволи врска со вашата убавина. Да, навистина, зашто моќта на убавината поскоро ќе ја преобрази честноста во сводничка, одошто силата на честноста што би можело да ја престои убавината во нешто слично на неа. Некогаш тоа било парадокс, но сега времето го докажува. Еднаш јас ве љубев вистински. Не сте требале да ми верувате, зашто добрината не може да се накалеми на нашето старо стебло без да се изнаслади. Не, јас не ве љубев. Оди во манастир. Зошто да раѓаш грешници? Јас самиот сум подносливо честит, но сепак би можел да се обвинам за такви нешто за кои подобро да не ме родила мајка ми. Јас сум уште надмен, одмаздолюбив, славолюбив
и толку многу престапи ми паѓаат на ум, што не би можел да ги сместам ни во мислите, и да ги обликувам во вообразбата, ниту пак имам време да ги извршам. Што да се влечка меѓу небото и земјата вакви суштества кон мене? Ние сме ти сите преподобни манги, не веруваме на никој, оди право во манастир, кај татко ти. Тогаш затвори му ги братите, за да не изигрува шут на друго место, освен дома му с Богом. Ако се мажиш, за мирас ќе ти го дадам ова проклетство. Биди честита кон мраз, чиста како снег и пак нема да избегаш од клевети. Појди во манастир и тоа прво с Богом. Или ако веќе запнеш да се мажиш, омажи се за некој шутрак, зашто паметните многу добро знаат какви чудовишта вие од нив правите. Сум чул веќе доста за вашите мачкања и вапцања. Господ ви дал едно лице, вие од него правите друго. Сето го цупкате, прцкате, шушкате, им давате прекари на Божиите суштества и развратни сте Божем од недоветност. Одете, доста ми од вас полудек. И велам, не сакам повеќе венчавки. Тие што веќе се венчани, ќе живеат освен еден. Останатите ќе останат какви што се. Во манастир. Ајде. Говорете ги зборовите, ве молам, како што ви ги изговорив јас, да ви се лизгаат из јазик. А ако ги чвакате како многумина од вашите колеги, подобро и тело со барабан да ги извикува моите стихови. И не сечете го воздухот како со пила вака, туку бидете во се умерени, зашто и во бурниот порој, а јас би рекол, во вителот на вашата страст, морате да имате да зрачите со мерка, што ќе ја даде благослов. О, ме навредува до срце кога слушам како некој збитак со перика на тиквата ја кине страста во крпи и партави, како им ги дупи тапанчињата на простаците од партерот, што во повеќето случаи не се способни за ништо друго, освен за необјасними пантомими и врева. Би го дал таквиот подкамшик, што го потурчува турчинот, што го надиродил Ирода. Ве молам, избегнувајте го тоа. А не бидете ни премногу кротки, туку нека ве учи собственото чувство за мерка. Прилагодете ги движењата со зборот, зборот со движењата, со посебна предпазливост да не ја пречекорите природната скромност. Зашто се што е претерано е против смислата на играта, а незината цел во почетокот и сега била и е да држи туку речи огледалост против природата, над доблеста да го покаже собствениот лик, над подбивот собствената слика, а на поколенијата и човекот нивниот собствен облик и отпечаток. А ако претерате во ова или потврлите, макар што неуките ќе ги натерате во смеја, а упатените само ќе ги јадосате. А судот на макар еден од нив, со ваша дозвола, го претегнува оној од сета друга театарска маса. Во има актери што сум ги гледал, а другите ги фалели и тоа високо, кои да не се изразам богохулно, немале ни акцент на христијани, рисјани, паганци или на било какви други луѓе, а толку се перчеле и ревеле, што мислев дека нив ги направил некој измекер на природата, па не ги доправил. Толку одвратно го имитирале тие сето она што е човечко. Поправете се сосем. И тие што не ги играат шутовите, нека не зборуваат повеќе од напишаното за нив. Зашто меѓу нив има и такви што се смеат сами од себе, за да ги насмеат неколцината недоквакани гледачи, а токму во тоа време може би се расправа некое битно прашање за целата драма. Тоа е криминално и покажува најжална амбиција кај шутот кој со неа се служи. Ојдете и подгответе се. Не мисли дека ти ласкам, зашто каква можам награда од тебе да очекувам, штом приход друг ти немаш, освен водар дух што те храни и лекува. Чуму ти е да му ласкаш на бедниот? Не. Нека шекер јазикот го лиже раскошот свој безмислен и премен зглоб до колена да свива за добивка под лизурска. Ме слушаш ли, штом душава моја по избор свој господарка стана и смогна луѓе да си одбира, тебе таа те запечати за себе. Ти беше тој што истрада се, а не потредало ништо. Човек кој примаше шамари и награди од судбата со еднаква благодарност. Благословени се тие со расудок во крвта толку добро разрешан, што да не се шупелка за судбата со нив да свири кој што ќе посне. Дај ми го тој човек кој не е роб на страста, а јас него ќе го носам сред срце, во срцево на моево срце, код тебе што те носам, но премногу за тоа. Вечерва за кралот има представа, а една од сцените е слична со случајот од смртта на татко ми за која ти кажа. Те молам, штом видиш дека се игра тој чин, посматрај го ти чичко ми со око најостро што пробива до срж, па ако на едно место не му се открие скриениот злостор, сме виделе не дух, а демон ние, а моите вообразби
се саги сал од ковачницата на вулкан. Дај му ти поглед таен, јас пак очите ќе му ги заковам на лице, па потем со здружени впечатоци ќе судиме за тоа како изгледа. Час, најсенчи ова, гробовите зимуваат, а пеколот звив пушта заразен. Би можел сега да пијам топла крв, да правам недела од кој денот би се стресол да ги види, но тивко кај мајкан јај. О, срце, не одродувај се, не давај да ти се всели душата на Нерон во градта стамена, да бидам свиреп, но не и одроден. Ке изборувам го со ками да ја бодам, но без капка крв. Со јазик и со душа ке лицемерам, со зборот и на парче да ја сечам, на дело душо морам да те спречам. Погледај ја сликава. И ова портрети на двајца браќа се тоа. Види моја милоста на ова чело, со кадри на Аполон, со веди како Јупитер, со става како гласникот Меркур, кацнат на врв што небото го целива, со склади спој врз кој по еден печат удрил секој бог, давајќи му на светот залог свој за човекот ете што беше машти. А гледај ваму што следува, овој ти е мажот сегашен ко клас главноцан што братот свој го столчи. Зар немаш очи? И не вели дека е од љубов, зашто на твоја возраст крвта веќе си го тлее жарот, го покорува и чека суд, а кој ли расудок би спаднал од она на ова? Сетило ти имаш секако, или инаку не ке можеш да сеќаваш, но секако сетилото би се фатило, зашто и лудоста не би сгрешила, ни сетилото би станало роб, но сепак би задржало бар трошка од својот избор за да се послужи во ваква разлика. Кој ѓавол сал те намами на ваква лажна среќа од слепец? Ни окото без осет, ни осетот без вид, ни глув, ни сака, слеп, ни мирисот без се, ни болниот дел на едно сетило не би можел да поштукне баш толку. О, очи срам, каде ви е пердето? О, пекол бунтовен, што можеш бунт во коскиве да кренеш на Господјава? За младоста во пламен дај доблеста да биде како восок, што се топи во оганот свој собствен. Дај нека го снема срамот, штом жарта влече се, па дури и мразот толку силно гори, а разумот го води страста. Колку сите прилики се против мене, што тапата ми одмазда е намуза. Та што е човекот, штом главна добивка и корист му е сал храната и сонот, сал скот и ништо друго. Секако тој што нас не создал со толкав расудок да гледаме напред и назад, не ни дал Бог таква на Бога сличен разум да муглоса во нас не ползува. Дал заборав животински е тоа, но некој плашлив обзир што мислам преопширно последиците со една сал четвртина на мудроста, а 3 дела кукавички јас не знам. Но зошто живеам да велам сал тоа треба да се стори, кога имам причина, сила, средства, волја тоа да го сторам. Ме бодрат примери по земја огромни. Сведок е војскава под толкав број и порив, под водството на еден млад и отмен принц, чиј дух вознесен со божанска амбиција се плази на невидливиот исход, изложувајќи се несигурно и смртно тој на се што смеат опасноста, смртта, среќата, па дури и за лушко од јајце. Вистинската величина е да не се буниш без голема причина, но биди велик и за сламка кога фаќаш кавга, што честа е на коцка. Кај сум тогаш јас, што имам татко убиен, а мајка обезчестена, со сите поттици на разумот и крвта, а сепак спијам. А еве за собствен срам ја гледам смртта на овие 20.000 луѓе,
Што за илузија, за кеф и слава кон гробот одатково постела, борејќи се за место што не може забојни да ги смести, што ни гроб, ни јама општа не може да биде за сите паднати. О, мисло, реди дела крвави, ил ништо не вреди. Александар е погребан. Александар се враќа во кал. Правта е земја, од земјата правиме кал. И зошто тогаш што таа кал во која се претворил тој, да не можеш да запнеш буре со пиво. Цар Цезар мртов претворен во кал, да запне дупка чеп за ветрот сал, со земјата во страв, што цел свет чува. Закрпи го зидот, ветрот да не дува, но тивко настрана евети го кралот, кралицата, дворјаните. Простете ми, Господа, ве навредив, но простете, бидејќи сте благородни. Присутни ве знаат и вие сигурно сте чули колку казнецу со болно растројство. Она што го сторив, што грубо вас ве разбуди на должност, чест и гнев, го прогласувам за лудост. Зар Хамлет лајарта го навредил? Хамлет не Хамлет, не го сторил тоа Хамлет кој го сторил тогаш лудилото. Штом така Хамлет е навредениот, лудилото е врагот клет на Хамлет. Пред сиот собор јас го одбивам намерното зло. Нека вашите мисли великодушно ме разрешат, што стрелајки над куќа сум повредил свој град. Потоа доаѓа крајната сцена по која сите слупиваат. Еве, родоскверен убиец, ти проклет крал на Данска, на ти пи, испи си ја чашата. Тука ли ти е тој бисер? Појди сега со него заедно по мајка ми. Те следам. Јас умирам, Хорацио. С Богом ти утра, кралице. Вие што сте бледи, и што треперите пред гледала ко неми гледачи на очи, да има време пред смртта, што го свиреп стражар строго нас не апси. О, би можел да ви кажам, но нека, Хорацио, јас умирам, ти живеј, па кажи им на неупатените за се. И точно, зборови